Сега би сакал да започнам со темата која што ја најавив. Каков треба да биде нашиот однос кон библиските пророќства. Мислам дека може би 3 саботи ќе трае, а може би и повеќе, ќе видиме. Би сакал да споменам два тазе примери што ги зборував неодамна, само затоа што се свежи, значи во поскоро време беа изнесувани од ова место. Па на самиот почеток да отвориме во Откровението. Првиот пример е Откровение 13 глава. А вториот пример ќе бидат повторно 7 труби. Но нема да ги читаме сега сите труби поред. Нема да кажуваме што значат, што не значат. Некоја сабота, дали идната, може би идната, ќе сакам да го, за секоја труба посебно, да кажам какво било историското толкување на трубите. И согласно тоа толкувањето на адвентизмот уште од 19. век, без да коментираме, значи, дали е тоа точно, погрешно и така натаму, само да го изнесеме историско, какво било историското толкување на 7 труби во адвентизмот, иако тоа сте го читале, сте го слушале, може би во минатото, само ќе го повториме. Но не денес. Ако се сеќавате за 7 труби, уште кога беше Вики од Пула, пред месец дена, самата посведочи, бидејќи тоа зборува за трубите, самата посведочи дека дури и некој хрватски проповедник од Америка дојден во Пула, категорично тврдал дека 7 труби мора да се толкуваат само историски, онака како што Адвентичката црква ги толкувала од секогаш. Значи дека се однесуваат на време од првиот век, па во секоја наредна историска епоха, како и 7 цркви, како и 7 печати. Можеме да речеме малку или повеќе со сигурност дека во целата Адвентичка црква трубите се толкуваат според историското толкување, според пионерското толкување, може да речеме, иако некаде постојат разлики. Например, и самиот Максвел се разликува од историското толкување, и неговото е историско, ама во првата труба постојат разлики. Некои ја толкуваат првата труба дека се однесува на падот на Ерусалим, например, како Максвел. Но за тоа повеќе следна сабота. А други па се противат на тоа, велат, Откровението е напишено после падот на Ерусалим. Како може да биде тоа пророштво, ако веќе се случил тој настан пред времето кога Јован го пишувал ова. Но како и да е, важно е, трубите се толкуваат според историското, пионерското толкување, грубо речено. Од друга страна, значи, иако постои вака голем консензус за толкувањето на трубите, како пример, не само на трубите. Од друга страна, другиот пример, кој што тазе го споменувавме, Откровение 13 глава, например, тука денес имаме голема дисхармонија во толкувањето на пророштвото за 666. Денешниот адвентизам тука е најнесогласен денес. Денес тука се дозволува плурализам за нешто што е толку јасно, што не може да има бегање од вистината. Откровение 13 глава, 16 до 18 стих. И му се даде да вложи на вториот звер, да вложи дух во ликот на зверот
да прозборува тој и да направи да бидат убиени оние кои нема да се поклонат пред ликот на зверот, и ќе направи на сите мали и големи, богати и сиромаси, слободни и робови, да им се стави жик на десната рака или на челата нивни, та никој да не може ниту да купува, ниту да продава, освен оние што го имаат тој жик или името на зверот, или бројот на името негово. И сега следи 18 стих. Тука е мудроста, кој има нека го пресмета бројот на зверот, бидејќи е број на човек, и бројот му е 666. И сега, во времето на пионерите, пред 100 години, пред 5-60 години, адвентизмот имаше едно јасно толкување што значи бројот на зверот. Денес имате секакви. Зошто денес постои тој плурализам? Денес Хац, како да сака да рече било што е бројот на зверот, само не она што 17 стих кажува, дека е број на името него. Како и отпаднатиот протестантизам, и денешната Хац, како да сака да каже било кој е зверот или антихристот, кој сака нека биде, само не зборате дека е папата. Значи, за нешто што е јасно, има плурализам. За нешто што е далеко од јасно, како например 7 труби, има догматизам. Трубите мораат да се толкуваат вака и никако поинаку. Но дали е јасно што представува бројот на зверот? Откровение 15 глава, 2 стих. Исто како во 17 глава, како да не е доволно, 13 глава, 17 стих се извинувам, како да не е доволен 17 стих од 13 глава, еве повторно, 15 глава, 2 стих, Откровение. И видов нешто како стаклено море, измешано со оган. И оние што го победија зверот и неговиот лик, и што друго победија? Неговиот жик и уште нешто, и бројот на неговото име. А што рече 13 глава 17 стих? Та никој да не може ни да купува, ниту да продава, освен оние што го имаат тој жик, или името на зверот, или бројот на името него. Овие што во 15 глава 2 стих стоја на стаклено море, оние што го победија зверот, неговиот лик, неговиот жик и бројот на неговото име. Стоја на тоа стаклено море и имаа харфи Божии, ја пеја песата на Мојсей, Божиот слуга, и песата на јагнето и така натаму. Што представува бројот на зверот? Имаме два јасни библиски стиха, оно што предходи на 18 стих од 13 глава, кај што се вели кој има нека го пресмета бројот на зверот. И како да тоа не е доволно, 17 стих, имаме повторување на истата информација во 15 глава 2 стих, дека бројот на зверот е број на неговото име. Каде треба да го бараме бројот? Треба да го бараме во името на зверот. Според тоа, што можем да заклучим за денешните адвентистички теолози, кои што велат, например, како Игор Лоренцин од Хрватска, дека
Бројот на зверот представува символ на материјална или ајде да го кажам поинаку, символ на материјализам. Затоа што Соломон во Стариот Завет увезол 666 таланти злато во Израел, кога бил во отпад. Меѓу другото, кога служил и на други богови, за да им угоди на своите пагански конкубини, меѓу другото, увезувал и многу злато. Бил лаком за злато, за богатство. Што да речеме за едно друго толкување, кое што вели дека бројот 666 е символ на отпаднатото човештво, затоа што човекот е создаден во шестиот ден, значи бројот 6 е символ на човек без Бога, бидејќи седмицата дури, седмиот ден е, значи, совршенство, значи комплетност, а шестката е символ на некомплетен човек или човек без Бога. И значи 666 е символ на безбожното човештво. Заклучок, што е антихристот или зверот? Безбожното човештво. Што да речеме за ваквите теолози денешни, кои што сакаат да избегаат од историското толкување на Адвентистичката црква, кога е во прашање зверот и бројот на зверот? Можем да заклучам само тоа дека тие немаат ум, затоа што 18 стих вели кој има ум, нека го пресмета бројот на зверот. Што е бројот на зверот? Каде треба да го бараме? Тоа е број на човек. Бројот му е 666, но каде треба да го бараме бројот? Треба да го бараме во името на зверот. На две места ни се кажува, бројот на зверот е бројот на името негово. Може ли нешто да биде појасно? Не треба да го барам во златото на цар Соломон. Не треба да го барам во Битие прва глава, кој ден бил создаден човекот. Бројот на зверот треба да го барам таму каде што и првите адвентисти и реформаторите пред нив го нашле. Во името на зверот. Откровението не може да биде по-откриено, не може да биде по-јасно по ова прашање, а денес колку сакате толкувања, колку сакате, денес, значи, може да се отстапи од историското толкување на адвентизмот денес, кога е во прашање зверот, иако пророштвото за тоа е многу јасно. Иако нема бегање од тоа. И нема оправдание за нови алтернативни толкувања. А кога е во прашање нешто што е далеко од јасно, например, што значат 7 труби, и секој од нив посебно, тука догматизам. Тука не смеш да отстапиш од историското толкување. По-наопаку ситуација не можем да замислам. Она што е јасно, например, дека клупите се црвени, на кои што седите, за нив може да постојат различни мислења. Да велите дека се зелени, кој сака да рече дека се бели, дека се кафеави, може би, и така натаму. Зошто постои вакво разномислие за нештата кои што се јасни? Се сеќавам на зборовите на еден
Воопшто, ајде, пред да го кажем тој пример, воопшто, да не се работи само за пророштвата на откровението или на пророкот Данијел, бидејќи тоа се специјални, така наречени символични пророштва, што се однесуваат за последното време. Па затоа се малку во завиена, односно символична форма. Воопшто за целата Библија, кога станува збор, како Божја реч. Еве, тоа беше еднаш кажено, скоро, мислам, мијатата сабота, ако не се лажам, Борче, на проповед твоја. Како треба да ги толкуваме нејасните или помалку јасните текстови во Библијата? Како треба да ги толкуваме? Со помош на јасните. Точно. На тоа што е јасно, недвосмислено, што не собира, нема простор за повеќе толкување. Тоа е јасно, така е. И нема бегање. Дали обратното е принцип? Да го земам тоа што не е јасно, или што е помалку јасно, и со негова помош да го толкувам тоа што е јасно. Тоа е доказ на будалаштина, на немање ум. Ако нешто што е толку јасно не го разбираш, значи немаш ум. А неке да е така, сите имаат ум. Туку повеќе е случај, не сакаат да го разберат. Како што рече Господ, Јован 3 глава. Да отвориме таму, бидејќи овие негови зборови вреди да се прочитаат. Евангелие според Јован, 3 глава. Тука некаде, после златниот стих. Седумнаести, например. Зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. 18. Кој верува во него, нема да биде суден. А кој не верува, тој е веќе осуден, затоа што не поверувал во името на единородниот син Божиј. 19 стих. А овој суд е затоа што? Зошто? Зошто луѓето ќе бидат судени? Затоа што светлината дојде на светот. Светлината значи нешто што е јасно. Нешто што се гледа. Но луѓето повеќе ја засакаат темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. 20 стих. Зашто секој што прави зло, ја мрази светлината и не оди кон светлината, за да не бидат разоткриени неговите дела, бидејќи се лукави. Ова во сакал да е малко додадам. Бидејќи се лукави. Не знам како е во другите верзии. 21 стих. Пред Исус да се сретне со Јовановите ученици. А оној што твори вистина, оди кон светлината за да се видат неговите дела, бидејќи се по Бога извршени. Целиот овој текст, уште пред златниот стих, представува дел од кој муабет? Кој разговор? Со Никодима. Точно, значи, сите овие зборови до 21 стих. Господ му ги кажува на Никодим. И на некој начин представува благ укор и за него самиот, затоа што сакал да го види Исуса. Сакал да се сретне со Исуса. Ама во темница.
Не јавно, не во бел ден. Првиот принцип, значи, и за жал толку ни беше времето за вечер, ќе продолжиме следата сабота. Но првиот принцип што треба да го разбереме, каков треба да биде нашиот однос кон библиските пророќства, е оној принцип што важи за цела Библија, не само за пророќства. За било кој библиски текст, за било која тема од Библијата, за било која доктрина во Библијата. А тоа е нејасните или помалку јасните текстови ги толкуваме со јасните. Нема бегање од она што е јасно. Нема бегање од она што е еднозначно, од она што е јасно откриено. Да се сака да се бега од тоа, значи да се мрази светлината. Како што рече, еве го тој пример што сакав да го споменам, и со него ќе завршам. Своевремено еден србин, мислам дека се викаше Велимир Којич, мислам дека беше научник, своевремено председател на Српското сдружение на креационистите, така се викаше, мислам. Овој пример го научив од книгата на Милош Богдановиќ зашто множество верски заедници, и таму се споменува. Мислам дека таму се споменуваше, или во едни трактати помалички на времето што ги читав. Ја дал следнава изјава своевремено. На прашањето како настанал човекот има различни мислења. Меѓутоа на прашањето колку се 2 и 2, 2 плюс 2, нема различни мислења. Сите луѓе на планетава, и црни, и бели, од оваа националност, од онаа националност. Колку се 2 плюс 2? Значи, само од 4 луѓе на земјата, само нихат не се слага, дека се 4, така? Добро. Тоа конкретно изјавата на Којич беше, значи тој пример го зеде 2 плюс 2 сега, да не му ја менувам изјавата со нешто друго, заради нихат. Но на прашањето колку се 2 плюс 2, сите се согласни, нема различни толкувања, нема различни мислења, различни сваќања и така натаму. Но, сега следува она што тој го понуди како бомба. Речете им дома на вашите деца, дека ако 2 плюс 2 се 4, ако кажат дека 2 плюс 2 се 4, нема да добијат чоколада. Ќе видите дека ќе се јават проблеми во сметањето. Така завршува неговиот цитат. Мислам дека пораката е повеќе од јасна. Нека му е фала и слава на Господа.